Најголем и најславен и најторжествен празник од сите празници во православната црква е Великден. Великден е празник на животот, празник на радоста, празник на вечноста, празник на воскресението од мртвите, зашто Христос со својата смртта ја уништил токму на Великден со своето воскресение од мртвите. Бидејќи нема поголема радост од воскресенската радост, нема поголем празник од Пасха, Христовото воскресение, нашата порака до сите верници во нашата епархија Преспанско-Пелагоничка и Австралиско-Новозеландската, каде што сме администратор, е да ги поминеме празниците во со прекрасни радосни чувства за овој голем празник, да им простиме на сите што ни сгрешиле заради Христовото воскресение, како што поеме во црковните песни, да се измириме со оние со кои сме скарани, да им помогнеме на оние кои имаат потреба од нашата помош, било духовна, било советодавна, морална или материјална. Нашата порака е исто така до сите наши верни чеда најодговорно да размислиме и да се однесуваме и да постапуваме во овие тешки периоди од обстојувањето на нашата татковина, зашто никогаш и не сме биле во поголеми искушенија како што сме сега, во смисла да си го запазиме нашето свето име на државата Македонија, нашето национално име, на нашата нација како македонци, јазикот, унитарноста на државата, нашата света црква и се што не прави да бидеме вистински христијани, православни, но истовремено и македонци. Во тој дух да не дозволиме да се понесуваме по чувствата и желбите за материјалните богатства, туку пред се да ги цениме духовните вредности, а тоа е верата наша света православна, името наше свето и се што е наше во духот на нашата света православна вера и црква. Во врска со признавањето на нашата света црква веруваме, но и работиме. Со сета душа и со сето срце, честно и достоинствено да ги поттикнеме помесните православни цркви, особено во овие воскресенски денови, љубовта Христова да преовладее со сите нас и со нив и да покажат вистинска љубов кон овој наш напатен православен македонски народ и кон нашата македонска православна црква со децении, па и со векови наназад обесправувана и народ обесправуван и држава и нација обесправувана. Сметам дека молитвите на благочестивиот наш народ ќе стигнат до престолот на Севишниот и ќе ги поттикнат срцата и душите на сестринските помесни православни цркви, особено на Цариградската патријаршија, како првопрестолна, да погледна благонаклонно кон нашата света црква и да ја дадат својата согласност да бидеме во единство со православната екумена сега, секогаш и во веки векови. Амин. Мислам дека тие работи не се предмет на признавање на една црква. Признавањето на една црква е покажаната љубов со признавање де јуре, односно со писмен акт, и де факто со сослужување. Тоа другото се добри желби и намери, но тоа не е најбитното. Најбитното е, кажавме, да се одоброволат љубовта Христова да завладее во нив и со нив и да не признаат и де јуре Цариградската патријаршија со Томос во консензус со другите помесни православни цркви, но исто така и де факто се разбира со сослужување со сите помесни православни цркви.